Добро вечер. Започнува дневникот на Канал Плюс. Ова се дел од настаните. Се одржа трет поред караван на владеачката партија во општина Штип. Беа промовирани најголемите проекти на истокот. Нова фабрика ќе се отвори во Штип, најави премиерот Никола Груевски, со минимум 250 нови вработувања. Јавното предпријатие ИСАР на сите водокорисници од месец април ќе им понуди нови договори. Голем народен собир на ВМРО ДПМН денес се одржа во Штип, на кој се обрати премиерот и претседателот на партијата Никола Груевски. Ова е иницијатива на членовите, симпатизерите, поддржувачите и граѓаните на Република Македонија, кои сакаат да ја видат државава по патеката по која се движи. Тие ги промовираа проектите кои што доправа ќе се реализираат, како и проектите на кои моментално се работи. На присутните им се обрати и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Овој наш караван го почнавме со една реченица. Што значи да се бори за Македонија? Од тогаш до денеска, од првиот наш настан па до денеска, ние го направивме следното. Пред 2 недели во Скопје најавивме 6 нови фабрики кои ќе отворат околу 4.500 нови работни места низ Македонија. Најавивме и 3 нови фабрики на настанот на митингот минатиот викенд во Битола, со околу 750 работни места. И тука ги бројувам само оние кои за прв пат се најавуваат, а не и оние кои се веќе објавени и се подготвуваат за градба или пак се градат, како што е, например, Техника од текстайл овде во Штип, која ја најавивме и за некој месец ќе почне со работа и постепено ќе почне да ги вработува планираните најмалку 600 директни вработувања. Дека ние кога ќе ветиме, потоа нема калкулации, нема бегање од ветеното. Ветеното се реализира, често и многу побрзо од она што го очекувате. Знам дека малкумина студенти очекуваат на 15 март да ја објавам мерката за купување на таблети со тастатура за оние кои за прв пат запишале трета или четврта година, а нивните родители имаат пониски месечни примања од просечната плата во Македонија. За можеби најважната мерка, оној пакет, онаа палета на мерки за вработувањето, кој минатиот викенд го објави во Битола, со кое за сите возрастни групи, но и посебно за ранливите групи на граѓани, се обезбедуваат специјални поволности за да се поттикнат нови вработувања и на реализацијата на овој мега проект за отворање на нови работни места. ВМРО ДПМН во изминатите 8 години покажа и што знае, и што може, и што направи за Македонија. Завршивме и почнаме со реализација на многу проекти, повеќе проекти од било која политичка гарнитура која што било когаш во историјата владеела во Македонија. Асфалтиравме и направивме многу улици и патишта. Започнаме со реализација на 3 нови автопати, на неколку нови железнички правци. Изградивме огромен број на водоводи и канализацијски системи. Воведовме и поделивме субвенции за земјоделците, ги зголемувавме платите, пензиите, социјалната помош. Направивме огромен број на спортски објекти, обновивме многу болници, во нив обезбедивме врна медицинска опрема. Изградивме и обновивме многу нови училишта, обезбедивме бесплатни учебници, компјутери и стипендии за нашите деца. Донесовме и голем број на инвеститори од странство, но ја подобривме и бизнис климата со што се отворија нови погони и фабрики од домашните инвеститори. Креиравме над 130.000 нови работни места.
На јавната трибина на ВМРО ДПМНЕ премиерот Никола Груевски најави отварање на нова фабрика во Штип. Се работи за инвестиција на италијанската компанија Кондево, во која се планира вработување на 250 лица. На Народниот собир на владеачката партија на ВМРО ДПМНЕ, кој се одржа во салата Јордан Мјалков, премиерот Никола Груевски најави отварање на нова фабрика во Штип, инвестиција на компанијата Кондево од Италија. Можам да објавам дека компанијата Кондево од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бойлери и добавувач на светски познатите производители на бойлери, не информираше дека донесе одлука за инвестирање во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Тој нагласи дека инвестицијата е со вкупна вредност од над 40 милиони евра и минимум 250 нови вработувања во период од 5 години. Компанијата ќе применува најновата технологија во оваа област и ќе финансира во тренинг на своите вработени со цел да се обучат за производство на нивниот нов патент производ на светскиот пазар. Потпишувањето на договорот е во владина процедура и компанијата планира да започне со активностите за градба во текот на наредните 3 месеци. Уште една добра вест за Штип и за целиот регион, истакна премиерот. Јавното претпријатие Истар ќе започне со склучување договори со граѓаните со цел проширување на базата на податоци. Најпрвен ќе се склучат договори со лицата корисници на вода. Со цел проширување на базата на податоци, јавното претпријатие Истар ќе започне со склучување на договори со сите корисници во општина Штип кои ги користат услугите на јавното претпријатие. Новите договори најпрво ќе бидат склучени со корисниците за вода, а во втората фаза ќе бидат склучени договори за корисниците за ѓубре. Права на сите граѓани на град Штип кои ги користат нашите услуги е да добиват квалитетна и здрава вода за пиење, да имат нови зелени тревни површини, да ги користат нашите погребални услуги, да ја користат нашата бања, да го користат пазарот, да ги користат сите услуги кои што ги нудиме како јавно претпријатие, меѓутоа имаат и обврски сите овие услови да треба да ги плаќаат редовно, како комуналното претпријатие им врати на друг начин со нови зелени тревни површини, со нови инвестиции, се тоа е за граѓаните. Ние парите, буџетот на јавното претпријатие е тој што ние тие пари ќе собереме од граѓаните, ќе ги изменаџираме на начин добар за граѓаните. Исто така граѓаните сакам да ги запознавам со тоа дека треба да бидат комуникативни, треба да соработуваат со нашите инкасатори и нашите служби кои што се на терен, бидејќи договорите се во нивни интерес, а веднаш после договорите во завршна фаза, сега сме, на подготовка на документацијата каде ќе бидат променети 13.000 водомери во општина Штип. Значи повеќе нема да има водомери кои што се на овој начин сега, него ќе има водомери со електронско читање, така да со самото со ова што добиваат граѓаните? Значи, добиваат попрецизна сметка, добиваат реално потрошена вода колку е да се фактурира и добиваат сигурност во услугите кои што ги нудиме ние како јавно претпријатие. Исто така, на веќе постоечката веб страна на јавното претпријатие Истар има пристигнато неколку барања од страна на граѓаните. Барањата најмногу се во врска со паркови и зеленила, каде жителите бараат поскратување на некои дрвја, интервенции за нови паркови и подобрување на квалитетот на водата. По разгледување на барањата веднаш за 24 часа екипа од јавното претпријатие го решаваат проблемот, изјави директорот Бојаджиев. Иако со помал интензитет, последните дождови повторно предизвика излевање на Лакавичка и река Брегалница. Поплавени се земјоделски површини, за среќа штетите се минимални. Интензивните врнежи од дожд предизвикаа нови поплави во Штипско-Карбинскиот регион, каде браната Мантово повторно ја прелева акумулираната вода. Околу 12 метри кубни вода во секунда од Мантово се влеваат во Лакавичка река, која се излеа од своето корито и поплави земјоделски површини. За среќа штетите се минимални.
Дождовите предизвикаа поплави и во Карбинско. За сега најдојдената брегалница е излејана само кај село Крупиште, каде се поплавени околу 50 на хектари земјоделско земјиште. Штипските општински власти реагираат експресно. Првиот чекор е од превентивна здравствена природа, заштита од наездата на глодари. Во меѓувреме, оваа слика нема да се измени уште долго време, тврдат погоденото местно население од Лакавичкиот регион, каде екзистираат околу 2000 жители во 20 на села. Комуналните инспектори постојано на терен поради поплаќите на граѓаните од своите соседи. Најмногу реакции има за чувањето живина и добиток. Граѓаните кои нема да ги почитуваат законските правила ќе се здобијат со парична казна. Жителите од општина Штип кои живеат во урбаниот дел и понатаму со стариот проблем, не го почитуваат законот и не се урбани. Се уште чуваат живина, имаат проблеми со соседите и доаѓаат да пријават уште многу други проблеми во околината во која живеат. Највеќе пријавуваат, можам да кажам, проблеми со соседи, исто така соседи кои што чуваат животни, живина, стока, исто хаварисани возила на јавна површина и отпад и мини депонии кои што ги прават луѓето од нивната околина. Сепак надлежните по сите пријави реагираат на ваквиот тип на проблеми. Реагираме, одиме на увид на лице место, констатираме, се прави записник, доколку се најде сторителот, му се издава решение, доколку не постапи по решението во дадениот временски период, следува и казна по одредениот закон. Инспекторите потврдуваат дека има вакви пријави од граѓани и не одрекуваат дека во градот има делови во кои граѓаните се уште не се откажуваат од домашните животни. Иако чувањето крупен добиток и живина е карактеристично за индивидуалното живење. За жал, многу често може да се видат коњи и крави и во централното градско подречје. Љубителите на животни често се опоменуваат, но очигледно ефектите се слаби, зашто казнетите и понатаму продолжуваат да ги чуваат животните. Овие луѓе никако не можат да си го решат проблемот со соседите, што сакаат да живеат во урбаниот дел од градот и да чуваат живина и добиток. Апел за помош на семејството Георгиеви со минимални примања. 56-годишната Горица Георгиева се соочува со недостиг од средства кои се потребни за нејзино понатамошно лекување. Таа боледува од гангрена и зад себе има 2 неуспешни хируршки интервенции. Со неколку хируршки зафати зад себе, гангрена која ја зафатила левата нога и опасност од понатамошни компликации со бактерија во крвта, 56-годишната Георгиевска Горица од Делчево е на тешки маки. Се соочува со недостиг од финансии кои се потребни за нејзино понатамошно лекување. Тешко се живее, меме тука боли, грбевто ме боли, се ме боли, нозете ме болат, трепнат, рацете ме болат, главата ме боли, нетре се ме боли. За 56-годишната Горица единствената утеха во целата ситуација е синот Благојче, кој иако со присуство на симптоми на панично расстройство, досега успеал да собере средства за нејзиното досегашно лекување. Средства обезбедени преку еднократна помош од општина Делчево и помош од претседателот на Советот, но и помош која пристигнала од поранешни колеги и хумани граѓани на општина Делчево. Досега беше успешно. Доста институции и граѓани каде што беше вработена и што ја познава доста и помогнаа. Не се надавме дека ќе дојде до влошување на ситуацијата, откако мисла беа соберени овие средства. Значи беше 2 пати на хируршки зафат во Кочени и во Штип, меѓутоа неуспешно. Со 3300 денари кои им остануваат за живот, ова семејство повторно е исправено пред предизвикот да изнајде материјални средства за да го покрие понатамошното лекување. Она зима инвалидска пензија од 6700 денара, моментално со кредит зима околу 3300 денара. Јас сум невработен, исто боледувам од панично расстройство F41 веќе 4-та година, што имам документ, последувам го тука. Следното што ќе биде за мајки ми е значи на пластична хирургија во Скопје. Поточно за други испитување, значи ќе има за некоја тешка бактерија што се наоди во крвта. Потребни се финансиски средства, без разлика дали ќе плати таму или не. Значи апелирам до нив доколку сакаат и доколку се во можност да помогнат заради едноставно одржување на животот. Да ми помогнат таму со пари нешто за лекување.
да ми купува благојачно лекови, ми купува, се јадење ми купува. Инаку 56 годишната Горица Ѓоргиевска во изминатиот период преживеа тешка голгота. Најпрво го загубила својот помлад брат, а за краток период им се запали станот на улица Кејна Брегалница во кој што живеат со синот Благојче. Најтешката битка ја очекува доправа, а дали ќе ја добие, се ќе зависи од исходот на понатамошното лекување и од помошта на хуманите граѓани на Делчево. Социјалните мрежи најголеми причинители за киднапирање, интернет криминал, педофили и трговија со луѓе. Родителите треба со поголема внимателност да споделуваат фотографии од своите деца. Сепак мерките за предпазливост треба да се на највисоко ниво. Социјалните мрежи го окупираат нашето секојдневие. Сладките лица на децата секојдневно ги гледаме на нашите Facebook профили. Родителите споделуваат фотографии од своите деца за да ја споделат радоста и гордоста за оно што го постигнале нивните најмили. Сепак, социјалните мрежи и интернетот остануваат место каде фотографиите на децата може да ги видат луѓе кои не ги познаваат. Превенцијата е една од главните начела при користење на интернетот, но и континуираната едукација на оваа тема, бидејќи технологијата се развива секојдневно и брзо, а нашиот образовен систем има потреба да оди во чекор со новите технологии. И повеќе од потребно е да се размислува за воведување на принципите за заштита на личните податоци. Родителите треба да го постават профилот да биде приватен и од време на време да проверуваат за да се осигураат дека поставувањата не се променети. Родителите исто така треба да запомнат дека информациите на интернет може да останат за секогаш. Нивните лични информации може да ги видат луѓе кои не ги познаваат и што е најважно, децата лесно можат да станат плен на трговците со луѓе. Ова се само неколку совети за родителите кои желни за комуникација, нови пријателства и внимание, често со поставување на слики од нивните деца, може да станат жртви на педофилите, но исто така може и ненамерно да се злоупотребени од нивните пријатели кои ги споделуваат нивните приватни фотографии. Родителите треба да имаат предвид дека со поставување на фотографии од своите деца ги изложуваат на опасност од киднапирање, педофили, интернет криминал или пак тие стануваат цел на трговците со луѓе. Ваквите случаи не се реткост, така што семејствата на исчезнатите деца со години се во неизвестност за судбината на нивните деца, а со нивното исчезнување може би исчезнала и вистината за тоа што точно им се случило. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Бошко Ѓуровски ќе го менува составот со кој утре ќе се игра контролен меч со Австралија. За разлика од тимот со кој настапи на надпреварот со Белорусија, кој Македонија загуби на Филип II со 1:2, македонскиот селектор е принуден да се откаже од двајца противници. На барањето на нивните клубови, Стефан Ристовски и Ферхан Хасани се ослободени од обврските, имајќи предвид дека мечот со Австралија е без резултатско значење, па стручниот штаб ги ослободува од обврски. Ѓуровски се реши за дуелот против Австралија кој ќе се одигра утре да го повика фудбалерот од работнички Мите Цикарски. Цикарски инаку е поранешен репрезентативец кој е на поширокиот список на селекторот Ѓуровски. Новак Џоковиќ со победа стекната потешко од очекувањата го започна походот на новата мастерс титула во Мајами. Тој го совлада словакот Мартин Клижан со 2:1 во сетови. Српскиот тенисер се намачи против Клижан, иако после првиот сет изгледаше дека ова е уште еден тренинг меч за првиот светски тенисер, бидејќи тој го доби сетот со 6:0. Клижан успеа комплетно резултатски да се врати во мечот, откако со 5:7 го доби вториот сет, но Новак брзо се стабилизира и повторно доминантно со 6:1 го доби третиот сет за конечна победа со 2:1 во сетови. Инаку Новак Џоковиќ овој турнир го има освоено 4 пати, вклучувајќи го и минатогодишниот триумф во финалето против Надал. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска ја освои првата титула во 2015 година на Фјучерс турнирите, откако таа и незината партнерка Арбела Фернандес од Шпанија триумфираа во Шарм ел Шејк во Египет. Во завршниот меч македонско-шпанската комбинација беше подобра од вторите носителки Ана Моргина од Русија и Јулија Терзијска од Бугарија со 2:0 во сетови. Ова за 20 годишната македонка е 16-та титула во игра на двојки во низината кариера. Турнирот во Шарм ел Шејк се играше за награден фонд од $10,000 американски долари.
Со вестите од спортот го завршуваме дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.